Изјавите на официјална Атина дека Македонија и Грција треба да се придржуваат до времената спогодба без провокации и како што вели министерот за надворешни работи Дора Бакојани без присвојување символи, македонскиот министер за надворешни работи Милошовски ги коментира како вообичаени. До сега не сме добиле некоја таква директна најава. Мислам дека привремената спогодба добро функционира, почитувана од двете страни и очекуваме тоа да продолжи во следните години. Кога се работи за символите, грчкиот народ е многу чувствителен по тоа прашање, вели амбасадорот Теодора Гросомандиу. Се посветува на историјата, што ни значи многу. Ставот на грчката страна е доволно јасен. Би рекла она што го каже и Дора Бакојани. Луѓето од Балканот треба да се посветат на градењето на иднината, а не да се враќаат во минатото. Сметам дека двете држави ќе покажат зрелост во одбегнувањето на меѓусебните провокации и дека ќе се посветат на добрососедските односи. Грција се заканува дека парламентот нема да ги ратификува договорите за пристапување на Македонија кон Европската унија пред да биде решено прашањето со името. Некои сметаат дека избегнувањето на зборот македонски е одстапка пред притисоците од Брисел, но и итро решение на Груевски. Како и да е, Атина преименувањето на аеродромот го смета за провокација и нарушување на привремената спогодба. Брисел дискретно порачува Македонија да се откаже од името Александар Македонски. Медиумите информираат и за европската турнеја на Бакојани в понеделник во Лондон и во Берлин со единствена агенда да ги информира своите колеги за грчкиот однос кон соседната земја кога се во прашање НАТО и неговите структури. Со еден збор врие од дипломатија на сите страни со сите алатки и методи. Една од нив е историјата на Associated Press добро балансирана, дистрибуирана преку меѓународната евровизиска размена. Представена е хронологијата на проблемот, македонската отстапка за знамето и уставните измени. Снимена е северната грчка област од сите агли, нашиот преименуван аеродром. Се дозна дека Нимиц бил информиран прво дека во врска со разликите околу името Грција веќе си го завршила својот дел од работата со тоа што го прифатила решението од предлогот на Нимиц, значи од неговиот предлог од април 2005 година и дека главниот проблем околу решавањето на ова прашање лежи на другата страна. Дека другата страна е виновна за ќорсококот во кој што се наоѓаме околу надминувањето на овие разлики. Позицијата на владата на Караманлис беше дека нема да дозволи Македонија да влезе во НАТО под уставното име Република Македонија, туку дека тоа ќе мора да го направи под привремената референца бивша или поранешна Југословенска Република Македонија. Во тој период се случи, според мене, една стратешка грешка на Бранко Црвенковски, кој што во тој момент ја обавуваше функцијата председател. Тој даде едно интервју за Кати Мерини, во кое што кажа дека тоа нас многу не загрижува, парафразирам, и дека ние сме подготвени, ако треба, и под името поранешна Југословенска Република Македонија да станеме членки на НАТО. И дека Грција нема ништо да добие од тоа. Тоа ги развижи духовите во Атина. Голем дел, односно голем регион од Грција се вика Македонија, што наведува дека соседната земја има и редентистички, мислам, територијални претензии кон нашиот северен дел. Оттаму нам ни се потребни многу одговори за многу нешта. Без тоа соседната земја да не се надева на договор за членство со Европската унија и во НАТО. И мислам дека тоа беше стратешка грешка на Црвенковски. Тоа интервју. Тоа беше директно со прст во очи, вбодување прст во очи на другата страна и укажување дека нас не е засега дали ние влегуваме или не влегуваме под превременото име и така натаму, и ги разгневи да смислат нови работи со кои што ќе се оправдаат пред нивното гласачко тело и истовремено ќе не закочат нас. Анкетата која што грчката влада ја нарача во јули месец 2007 година со прашањето дали да се подржи одлука за покана на ПРМ во НАТО под привременото име. Резултатите од таа анкета покажаа прво дека 61-62% од граѓаните сметаат дека грчката влада никако не смее да подржи една таква одлука. Јас сум целосно против друга земја да го има името Македонија. Ние не преговараме ништо. Македонија е наша, секогаш наша.
Присутни се и гледиштата на македонските аналитичари и граѓани. Ние сме обезимени од грчката влада и не само од неа, туку од сите кои ја користат референцата ФИРОМ. Едно од основните човекови права во светот е изборот на националноста. Тој е личен избор кој е поврзан со природата на секој човек. Јас никогаш нема да го прифатам тоа. Мислам дека е апсолутно неприфатливо, нити ни треба Европска унија, нити НАТО доколку го немаме сопственото име. Macedonia is Macedonia and I think that Македонија е Македонија, ние сме Македонија. and that's all. We are Macedonia. Како и да е, очите на Македонија и на Грција деновиве сигурно ќе бидат свртени кон Њујорк, иако и едните и другите не очекуваат спектакуларни поместувања. До февруар-март, иако уште малку, сепак има време. На 7 јануари, на граничниот премин Блаце, беше запленето рекордно количество дрога при прекинување на шверцерски синџир од Јужна Америка кон Европската унија. Македонската полиција заплени кокаин тежок речиси половина тон, чија вредност се проценува на близу 100 милиони евра. Иако овие заплени се представуваат на вистина голем успех и Министерството за внатрешни работи треба да биде гордо за истите, тоа е уште еден доказ дека борбата против трговијата со дрога и натаму продолжува, таа е бескрајна. За нас како Министерство за внатрешни работи искуството кое Соединетите американски држави го имаат е исклучително значајно и во спроведувањето на реформите, но и во јакнење на капацитетот на нашата институција во глобалната борба против организиран криминал и тероризам. Со помош на скенер, било утврдено дека во 68 од вкупно 882 канти акрилна боја биле околу 430 килограми висококвалитетен чист кокаин. За овој случај, кон крајот на годинава беа осудени организаторот и возачот на транспортот Станислава Чочоровска-Полетан и Алија Азировиќ. Македонија добива позитивни оценки за нејзиниот напредок кон членството во НАТО. Ги поздравуваме позитивните реформски чекори во одбраната, мерките кои ќе се преземат во судството и кон економскиот прогрес. Тука сме да ја охрабриме и да ја потикнеме имплементацијата на реформите во духот на европските заложби. Во НАТО нема да членуваат само одбраната и армијата, туку целата земја. Затоа е потребна здрава власт и опозиција, а круцијална е борбата против криминалот и корупцијата. Македонија е исправена пред најсериозната шанса да добие покана за членство во НАТО. И мислам дека од месец на месец таа шанса станува се попотврдена. Македонија направи исклучителен напредок во економијата и во борбата против корупцијата и е пример за регионот како мултиетничка демократска земја. Нашата порака денеска е дека кога трчате на маратон, не можете да се релаксирате на последните 2 мили, туку треба во спринт да дојдете до финишот. Тоа значи продолжување на зајакнување на владењето на правото, судските реформи и мултиетничките полициски сервиси. Во идниот период ќе вложуваме многу напори, дел од овие работи што ги спомнав понатаму да ги подобруваме, исто така дел од други работи, например судството, каде што имаме одреден прогрес, меѓутоа потребно е уште многу напори за да состојбата на тамошно се подобрува. Понудата на таа гарнитура беше економски менеджмент пред се и преку економскиот менеджмент решавање другите прашања. Се случи сосема обратно, добивме етно-македонски национализам од прилично лош палеолитски тип, значи не ни успешен, и заглавивме на меѓународен план и постојано паѓаме од 2006 навака. Паралелно на сите економски активности и активностите поврзани со борбата против криминалот и корупцијата, неуморно работевме и на исполнување на нашите обврски, реформи и модернизација поврзани со членството во НАТО. Бевме цврсто решени сите потребни обврски, реформи и модернизација да ги исполниме до наредниот самит во 2008 година, за тогаш да ја добиеме поканата и да станеме членки. Нашата држава ги прави сите напори и се што е во нејзини можности, особено во безбедносниот сектор, значи ги направи сите реформи, според тоа треба да очекуваме да ја добиеме поканата. Исто така треба да бидеме свесни дека тоа е политичка одлука. И они велеа, нас не ни е важно само армијата да ја подготвите, важно ни е да имате добар политички систем, да имате нормален политички диалог, да имате добро судство, да имате добри закони во делот на администрацијата и поефикасна администрација и ред други работи, дури делови во економијата, да речеме.
се зборуваше за тоа дека ние ќе добиеме посакуваната покана. Меѓутоа, таа покана и нашето евентуално членство во НАТО не значеше нешто што ние не го заслуживме со својата работа и дека тоа беше награда за нешто друго, напротив. И се што НАТО ни бараше, ние во текот на 2007 го исполнувавме и мислам дека до крајот на 2007 90% тоа што се бараше го исполнивме, сосема мал процент останаа за јануари-февруари наредната година, кога комплетно ги завршивме сите барања на НАТО, кои што ревносно го следеа процесот, дали тоа што го ветивме кон нив и тоа што ни го побараа како врска, го исполнувавме. Тоа евентуално членство во НАТО ќе беше врв на сето она што ние во изминатиот период го направивме, да покажеме дека сме подготвени со исполнувањето на потребните стандарди и покажувањето на нашиот сериозен партнерски однос кон НАТО, дека заслужуваме да бидеме полноправна членка на НАТО. Веќе на 14 мај средба меѓу председателот на Грција Каролос Папулјас и австрискиот председател Хајнц Фишер во Атина. Од средбата е пратена порака дека позицијата на владата на Македонија во врска со името со сигурност ќе има влијание врз развојот на односите на земјата со Европската Унија и НАТО. Слободно може да истакнам дека сме се повеќе уверени дека нема земја членка на НАТО која не посакува да не види како еден кандидат подготвен за покана и за полноправно членство. Ние сме сведоци на еден зголемен активитет на грчката дипломатија, која што користи приликата пред упатувањето на поканата до Република Македонија за членство во НАТО, да ги постави своите барања, кои што слободно можеме да ги наречеме уцена. Очекувам дека Македонија ќе знае да ги понуди своите аргументи и своите факти до собеседниците од меѓународната заедница, затоа што вистината е на наша страна. Република Македонија е реалност, држава која постои. За нас постои едно име, а тоа е Република Македонија. Треба да се разбере и постојано да се нагласува за да не се заборави дека името на вашата земја треба да и остане. Не треба да се навраќаме на историјата и на спомените што ги буди таа. Секако, прашањето има билатерални аспекти, но ние зборуваме за можната покана за членство во НАТО што се очекува на самитот во Букурешт. Затоа се разбира дека тоа не е само билатерално прашање, бидејќи таа одлука со консензус треба да биде донесена од 26 земји членки на НАТО. Ние како држава треба да го извлечеме како заклучок, како поука, е дека не треба да има повеќе импровизации, не треба да има влечкање на работите и не треба да има оставање на работите до пола завршени. Истото сценарио се повторува. За грците, македонската влада не е конструктивна. За странски дипломати и државници, прашањето околу разликите во врска со името на Македонија е билатерално прашање. Наше право и должност и обврска како влада и мене како премиер ние да се бориме за задржување на нашето уставно име Република Македонија, името кое што целиот народ во Република Македонија го посакува. И тоа е наша задача, наша обврска и во тој правец ќе се стремат и сите наши напори, независно дали ќе се интензивираат или ќе се забават или што и да се случи. На 24 мај, со акламација од 192 земји членки на Обединетите нации, поранешниот министер за надворешни работи на Македонија, доктор Срџан Керим, беше избран за председател на 62-то заседание на Генералното собрание на Обединетите нации. Доктор Керим, дозволете да ве уверам дека ја имате мојата целосна поддршка во овој транзиционен период, за да се соочиме со реформите и со предизвикот што ја чека светската организација. Ова на Македонија е втор пат да председава со Генералното собрание на светската организација. Освен што е сатисфакција за земјата, представува и големо признание за Керим, кој како министер за надворешни работи, но уште повеќе како македонски амбасадор во Обединетите нации, лично учествуваше во групата за реформи на големото семејство на народите. Сите граѓани на Република Македонија, сите македонци, нашата цела држава треба да биде горда на овој настан, бидејќи во меѓународната заедница поголемо признание и нема. Македонија доби признание за незината политика на мир и стабилност и за почитување на вредностите врз кои почиваат Обединетите нации. Уставното име на Република Македонија беше отпечатено и на говорот на Керим по повод неговиот избор. Со превземање на претседувањето со 62-то заседание Македонија доби
многу на престиж и ја зајакна својата меѓународна позиција и улога воопшто. 22 јуни. Извештај на УНДП. Повеќе од половина од испитаниците се уверени дека владините мерки ќе донесат подобрување на економската состојба и на животот во Македонија. Според извештајот, владата, премиерот и владеачките партии уживаат висок степен на доверба. ВМРО ДПМН е 27% од гласовите. СДСМ 6,3% од гласовите. Најголема доверба во ВМРО ДПМН е искажале менаџерите. Знаете, ако правите економски реформи на искрен начин, рейтингот не можете да го дигнете, природно не можете да го дигнете многу високо, заради тоа што економските реформи по својата биолошка дефиниција се болни. Прво, граѓаните почувствува еден нов однос кон работите. Имено, владата успеа да го наметне својот имидж дека е сериозна во однос на решавање на проблемите на граѓаните, генерално. 2007 година беше најсилната економска година до сега во Република Македонија, од денот на независноста до сега до 2011 година. Економската програма на ВМРО ДПМН во 2006 година ја оценувам како многу добра, да не речам и одлична. Значи, јас сум ја читал неколку пати, тоа е тоа, како велат by the book. Целосната атмосфера беше реформистичка, беше одење напред, беше достание со тие политички препирки и расправи на политички теми. Значи, целосната јавност во Република Македонија беше оптимистичка и насочена на економски раст и на реформите. И приватниот сектор брзо реагираше на тие промени, пред се би рекол на воведувањето на рамниот данок. Данокот на добивка и персоналниот данок на доход се намалија на 12%, а веќе од 2008 година на 10%. Со пониски даночни стапки остваривме повисоки даночни приходи од 20% во споредба со претходната 2006 година. Прво од причини што многумина што не плаќале даноци почнаа да ги плаќаат, и затоа што се ниски, и второ затоа што се зајакна даночната дисциплина. Од Doing Business бевме карактеризирани за четврти, бидејќи се сменија многу, тоа е она што ви го кажав на почетокот, се олесни, најмногу се олесни процедурата за отварање на ново предпријатие. Значи, таа се скрати и мислам дека изнесуваше околу 2 дена или така нешто, не сум сигурен, сега не ме држете за збор. Значи, сите тие категории во Doing Business, што критериуми кои што влегуваат во оценувањето на Doing Business, кај нас беа подобрени. Целиот тој деловен амбиент, сите тие даночни олеснувања, сите тие мерки кои што допринесуваат за добро работење и остварување на профит во бизнисот, беа подобрени и затоа ние влеговме на 4-то место во Doing Business, во извештајот на Doing Business. Сега престои предизвикот да тој тренд се одржи и да понатаму продолжуваме да бидеме како земја реформатори. There's a place in Europe with a tradition of excellence. 0% tax on retained earnings, 10% corporate and personal income tax, skilled workforce, 430 euros average gross monthly salary, macroeconomic stability, excellent infrastructure. Владата започнува кампања за привлекување странски инвеститори. Инвестирајте во Македонија, нов бизнис рај во Европа. Тоа беше година кога ја започнавме и познатата кампања Invest in Macedonia. Таа кампања имаше и економски ефекти, финансиски и економски ефекти во поглед на привлекување на инвеститорите, но за нашата земја имаше и значајни политички ефекти во насока на промовирање на земјата пред светот, бидејќи инвеститорите или луѓето што читаат Financial Times, Herald Tribune, New York Times или следат CNN, Fox и други канали каде што одеа нашите реклами, се исто така влијателни луѓе. И што е најважно, и домашните фирми почнаа да инвестираат во нови капацитети, нови погони. Значи имавме преку половина милиарда евра странски директни инвестиции таа година. За споредба, просекот во претходните 16 години од независност на Македонија изнесуваше нецели 100 милиони евра годишно. Банкарскиот джин Societe Generale експресно добие виза за преземање на Охридска банка од Охрид. Гувернерот Петар Гошев даде согласно Societe да се стекне со мнозинскиот пакет акции, односно да се реализира веќе договорената купопродажба на контролниот пакет акции.
Влезот на Societe во домашниот банкарски систем е потврда дека е создаден амбиент прифатливи за најголемите светски банкарски брендови, се вели во соопштението патен од Народна банка. Гувернерот очекува заекнувањето на конкурентноста во банкарскиот сектор да зголеми понудата на поевтини банкарски производи и услуги за граѓаните и за компаниите. За прв пат после многу години во Македонија беа зголемени платите во јавниот сектор. Зголемите плати и пензии допринесоа за зголемена куповна моќ на македонското население. Тие многу значат за македонското стопанство и како за трговците, така и за домашните производители. Затоа резултатите на бројките во 2007, дури и во 2008, бидејќи таа не може веднаш да се рефлектира, се такви со таков брз економски раст. И со таков зголемен, не само брз економски раст, тие не може толку да се видат на брзиот економски раст, како што може да се видат на зголемено ниво на тргување на македонскиот пазар. За само 2 години, некаде до почетокот на светската криза во октомври 2008, успеавме да намалиме 5% поени невработено. Значи од скоро 37 на под 32, негде 31,7. Со тоа што ВМРО доведе до една фискална дисциплина веднаш или една година по стапувањето на власт, тој еден од најхрабрите потези на тогашната влада беше враќањето на долговите на ММФ. По поглед на враќањето на долгот на владата кон ММФ, всушност ми се чини дека владата сакаше направи тактички маневар и да постигне одредена цел, а таа цел, како што бевме информирани, е да всушност покажеме кон светот дека не сме задолжена земја и тоа да даде еден како импулс за странските директни инвеститори да може да гледат Македонија како една земја која што може да си ги враќа долговите и дека е стабилна, дека нема задолжување и слично. Дека не ни требаат задолжувања и ММФ, кој ние стопанствениците го карактеризиравме како неповолен за македонската економија, бидејќи диктираше одредени насоки или одредени правци со кои што ние мора да се носиме и големи даноци. Друго, да не забораваме дека во тоа време ММФ беше во поголема криза. И ММФ наместо да биде стимулатор на економиите, ММФ највеќе беше кочничар. Јас и лично имав написи и давав и референции до медиумите за тоа дека ММФ премногу влие на одлуките и не се донесуваат квалитетни одлуки за развојот на земјите, посебно за малите земји. И дури и чинот на отплатата на долговите, колку и да звучи национално гордо дека сте му вратиле на ММФ долгови, не може да биде тоа економска реформа, заради тоа што, како што можете да видите, пред некој месец ние повторно се задолживме. Од една страна, викаме, можеби се направило трошок, што се дале, вратиле парите, потоа се зеле повторно, па можеби со некоја повисока. Меѓутоа, ефектот е постигнат, маркетиншки за Македонија, кој што исто така кошта пари, вака добиваш бесплатно. И второ, тоа што одеднаш немаш стеги од одреден тутор, и ти овозможува да малце воведеш некои мерки кои што не се популарни за ММФ, а може да бидат добри за македонската економија. И прв пат граѓаните на Македонија видоа дека не мора ММФ да е нон-стоп за нас, за да имаме успешна економија и успешни реформи, и дека тоа можеме да го правиме и со собствени сили. 2007 година се смета за почеток на најголемата светска криза по големата депресија од 30-тите години на минатиот век, која прво го зафати финансискиот, а во наредните години се прелеа и во реалниот сектор. Причина за кризата е падот на вредноста на пазарот на недвижности во Соединетите Американски држави во 2006 година, што подоцна ќе доведе до колапс на неколку дотогаш реномирани финансиски институции. На така наречениот секундарен хипотекарен пазар, неколкукратно се намали вредноста на обврзници и хартии од вредност, кои зависеа од цената на недвижности во Соединетите држави, а во кои глобалните банки и институционални инвеститори претходно имаа инвестирано стотици милиарди долари. Сепак, ефектите од случувањата во САД не се почувствуваа веднаш врз реалната економија, туку една година подоцна, во последниот квартал на 2008 година. Успеавме да ги надминеме барем оние, ние ги нарекуваме опортунистички обиди, некој да заработи во таа ситуација, користејќи ја таа општа психоза дека цените
немаат каде да одат понатаму, одошто да растат. Веќе во ноември, хрватскиот бренд од млечната индустрија, компанијата Дукат, инвестираше во Идеал Шипка, што овозможи забрзан развој на производството и пристап кон нови пазари. Покрај субвенциите, ВМРО ДПМН беше активен во делот на земјоделството, како влада зборувам, и преку доделувањето на земјоделското земјиште, масовно, значи, се спроведуваше тендерска постапка на јавно доделување на земјиштето, на парцели, на самите жители на селските средини, каде што и оние кои што имаа потреба да добијат помали површини можеа да го добијат земјиштето, значи површини што беа некаде неколку декари или помалку од 1 хектар, со цел да секој оној кој што останува на село може да има слободно земјиште на кое што ќе преку земјоделска дејност ќе обезбеди услови за живот. Истата година, со посредство на хрватската компанија Агрокор, започна организиран извоз на земјоделски производи од Македонија во Хрватска. Вака организираниот извоз придонесе за значително подобрување на откупните цени на земјоделските производи. Така да како еден сет на политики за земјоделството, тоа донесе крупни промени во земјоделскиот сектор и тие промени се почувствуваа преку постојан пораст на извозот и откупот на земјоделски производи од Република Македонија и зголемувањето на девизите што по тој основ Република Македонија ги остваруваше. На 25 јуни, со одлука донесена од страна на Советот на општина Центар на Камениот мост, свечено беше откриена спомен плочата на македонскиот војсководец Карпош, кој во 17-тиот век го предводел големото македонско сенародно востание против отоманската власт во Македонија. Елегија за тебе, најново филмско остварување посветено на основоположникот на современата македонска литература, Кочо Соле Фрацин, неговата интима, неговата вистинска инспирација и длабокиот поетски порив за создавање. Несекојдневен и мощен пристапен начин на комуникација преку поезијата и емоционалната енергија, со многу ефекти и чувство за дилемично прикажување на настаните. Символичен настан на денот на смртта на Рацин со многу гости, гламур, огномет и задоволство кај присутните. Се работи за одличен филм според моето мислење. Се гледа дека со многу малку средства извлечено е многу од екипата, од она што може да се направи како мајстор во овој филм. Коста Соле Фрацин е, според моето мислење, најдобриот македонски поет на сите времења до сега. Кај присутните филмот остави дилема дали Рахилка Фирфова е вистинската љубов на Рацин или пак тоа е до неодамна таинствената Невенка Вујич. У филмот се работи за антологија на болката, онаа вистинска муза Невенка Вујич, која што досега во ниту еден момент, дали од политички причини или од не знам каква запакувана историја, не е објавено незиното име. Многу се силни сцените во филмот. Пријатно сум изненаден од Стевков. Публика што вечерва го следеше, мислам дека дишеше со филмот. Јули 2007. Лето на пожари во Македонија. Беснеат пожари во повеќе региони. Гореше Галичица. Со пожари беше зафатено Кочанско, Куманово. Се ангажираа сите единици за гаснење пожари, сите вработени во шумските стопанства, локалното население. Премиерот се стави во првите редови на борба со пожарите. Се бараше помош од сите пријателски држави. Пожарот во зоната на Осман е запре некаде 1100 метри пред термоцентралата. Некои пожарот запре на 500 метри меѓу куќите во село Пчиње. Пред неколку дена имавме веќе тројца повредени, како лица ангажирани во гаснењето на пожарите. Стрекна околност дека не ми се гинати. Што се однесува до самите причинители на пожарите, знаете дека тука и човечкиот фактор беше констатиран покрај нормално високите долготрajни температури и регионалниот тренд кој што беше поврзан со пожарите. Да не испати дека со благи санкции или гледање на испати всушност се потикнуваат луѓето на неодговорно поведение, не ќе бидат казнети за тоа. Пожарите стивнаа со големи залагања и помош од странски земји. Кон крајот на август големи пожари и во Грција. Македонија одговори на апелот на Грција за давање помош во гаснењето на пожарите, а Грција ја игнорираше понудата.
Со Сенки Милчо Манчевски и нам, како негова публика, ќе ни го наметне за размисла прашањето што е тоа толку податливо во смртта, љубовта и во сексот, законник да си наметнеме однос како кон табуа. По Торонто и Сао Пауло приказната на Сенки се отвора и пред македонската публика. Амбиција под солзи и пари и описот што му одговара на огромниот пат од година и пол што го изоде филмот од првата клапа до премиерата дома. Многу убаво што дојдовме до овој ден денес, како што можеме да се израдуваме на филмов. Перфекционист по природа, како што вели за себе, Манчевски е задоволен од конечниот изглед на Сенки. Да ми видиш живо и здраво детле. Да пораснеш големо. На лице бело и црвено како тетовско јаболко. Оваа година се навршуваат 100 години од раѓањето на Петре Прличко, а на сцената на МНТ, која му беше матична, неговиот лик Јеротие го врати внук му Игор Џамбазов. Во представата Сомнително лице од Нушич се иронизираше се поред, а Игор во првиот дел од представата направи омаж за Прличко. Го играше со маската, ставата и гестата како него. Истражен судија од основната скопска единица денеска поднел барање за спроведување истрага против ВБ, поранешен висок функционер во Министерството за одбрана, како и за Митре Петковски од АД МЗТ-ФОП, кој веќе е во притвор. Покрај генералот Стамболиски, за кого пријава поднесе МВР, за случајот резервни делови за тенковите, финансиската полиција за истиот случај уште на 27 јули поднела кривична пријава и против, како го ословуваат, ВБ и Петковски. Според договорот меѓу Министерството и МЗТ-ФОП, одбраната на фабриката и должела за резервните делови. Министерството за одбрана ниту имала должничко-доверителски односи, ниту бил склучен договор за цесија, ниту пак таа учествувала во судски спор како тужител, со што пријавените прибавиле значителна имотна корист за себе, а воедно за истиот износ причиниле и значителна штета од околу 3 милиони евра на буџетот на Република Македонија. Јавното обвинителство побарало од Собраниската комисија за мандатно-имунитетни прашања да го разгледа одземањето на имунитетот на пратеникот со исти иницијали. Ќе се одлучува вечерва? Или ќе мора јас збор по збор, али нема што повеќе зборови. Јас ќе треба да ви читам од кривичната пријава за да ви го доловам случајот, за да може вие да разберете што сушто се случило. Од СДСМ кривична пријава само за председателката на комисијата Светлана Јакимовска за злоупотреба на службената должност. На другите вели Макрадули им остава на совеста, а и не сака да ги обвини за тоа што гласале, како што рече, како што им било наложено. Тој што не го почитува деловникот, а со тоа се предизвикуваат правни дејства и некој човек, можеби, јас се надевам дека тоа нема денеска да се случи, да биде испратен во притвор, тој мора да понесе таа одговорност. Јакимовска не сакаше да ја коментира пријавата, бидејќи како што рече не ја видела, но за МТВ најави дека ќе возврати со иста мерка. Сам да кажам дека и од моја страна е во подготвување, немам поднесено се уште, кривична пријава, како за исклучување на микрофон, како за фрлање физичко напаѓање на шишиња по мене, како за забрана на излегување од просторијата кај што се одржува комисијата. Едноставно, тоа се исто така загрозување на мои лични права. Од кабинетот на председателот на собранието најавија повторна средба меѓу председателот Георгиевски и координаторот на СДСМ за понеделник. Средба за која Макрадули вели дека се уште не донале одлука дали ќе присуствува. Барам судот да донесе одлука врз основа на доказите, фактите и законите. Верувам во правдата и во независноста на судството и со чиста совест ве повикувам да донесете ослободителна пресуда за мене и за другите обвинети. Се обрати Владо Бучковски на судот во завршниот дел од судскиот процес за набавката на резервните делови за тенковите Т-55. Ја водиме одбраната да го добиеме процесот со правни средства. По 3,5 години казна затвор им одреди судот на поранешниот министер за одбрана и екс-премиер Владо Бучковски и на екс-началникот на Генералштабот на армијата на Република Македонија Методи Стамболиски. По 3 години добија Нелко Менкиновски, Ацо Ѓурчевски и Митре Петковски, директорот на МЗТ-ФОП. Се товарат дека со злоупотреба на својата положба и функција набавиле енормни количества резервни делови за тенковите Т-55 во текот на 2001 година и со тоа го оштетиле буџетот за околу 2,4 милиони евра. За Бучковски ова одлука е скандалозна, вели дека во судницата ја добил правната битка. Обвинетите треба солидарно да ја надоместат штетата во корист на буџетот на Република Македонија. Во Хаг,
започна судскиот процес против поранешниот македонски министер за внатрешни работи Љубе Бошковски за наводни воени злосторства во конфликтот во 2001-та. Покрај Бошковски, обвинет е и Јохан Тарчуловски. Шевенинген е дел од Хаг, познат по Мадуро Дам и Холанд Казино, но повеќе е познат по Хашкиот трибунал. Од тука верувам дека кај граѓаните кои будно го следеа ова судење остана едно чувство на недовршеност на тој процес со оглед на тоа што другите случаи беа вратени во Република Македонија и барем до денешен ден се уште е непознат нивниот исход. Не можете вие да го спорите стручниот или легитимитетот на тој суд, затоа што тој е суд на Обединетите нации. Обвинителството и одбраната ќе имаат приближно изброј сведоци по 96, а доказната постапка и на одбраната би траела околу 11 недели. Ова пред малку го потврди и адвокатот Антонио Постолски. Тој и неговите колеги се надеваат дека ќе има ослободителна пресуда, а својата одбрана ќе ја фокусираат на доказите дека во Македонија во 2001-та се случил терористички напад и оти биле пресувани процедурите на војувањето согласно законите. Таа одлука на Советот за безбедност е доста јасна и ние планираме да ја употребиме во текот и на нашата доказна постапка, бидејќи подврзани раци се дават на македонските безбедносни сили да дејствуваат према тие терористички организации. Обвинителството од своја страна повеќе од 2 часа докажуваше што се случи во Македонија, а особено во селото Љуботен. Бошковски и Тарчуловски се обвинети за убиство, уништување на објекти и сурово однесување кон цивилите во селото Љуботен во август 2001-та. Не можам да се сетам. Ова беше одговорот што го добиваше најчесто обвинителот Ден Саксон додека го распрашуваше поранешниот телохранител на Љубе Бошковски и Зоран Јаколовски. За изјавата дадена на хашките истражители во 2004-та, Јаколовски изјави дека бил испрашуван 12 часа на англиски јазик со преведувач и оти се потпишал на изјавата иако не знаел англиски. Изјавата на заштитениот сведок М12 од ноември 2004-та, дадена пред истражителите на Хашкото обвинителство, и денешната по многу нешта се разликуваа. Ако во ноември дал исказ дека во селото ниту видел, ниту знаел дека некој поседува оружје, денеска со изјава дека поседувањето оружје е дел од културната традиција во Љуботен и се користи исклучиво за прослави. Сведокот Јусуфи беше видно возбуден, па дури и се расплака пред судот, пред кој 2 дена објаснуваше разни настани поврзани со она што се случило во неговото село на 12 август. Одбраната успеа да најде неколку сосема различни тврдења. Беа наведени и имиња на членови на ОНА од селото кои влегле во Љуботен и одржале состанок со жителите пошто тие се сокриле. За такво нешто Јусуфи не чул. Спротивставени беа и изјавите за тоа како бил ранет неговиот син Рами. Бил погоден во стомакот, па сепак од фотографиите можеше да се види дека на облеката имаше сосема малку крв. Јас можам да го кажам моето лично чувство, кое верувам дека е чувство на најголемиот дел од граѓаните на Република Македонија. Без оглед на пресудата од страна на Хашкиот трибунал, мислам дека во моментот кога Јохан Тарчуловски ќе се врати од издржување на казната, никој во Република Македонија нема да го доживува како човек кој реално сторил воени злосторства или кој направил тешко кривично дело. Мислам дека перцепцијата на граѓаните на Република Македонија е дека сепак се работи за човек кој тогаш кога беше најпотребно застана во одбрана на сопствената држава. Во Македонија јавноста беше поделена и таа поделба мислам дека беше повеќе етничка. Например, етничките македонци сметаат дека тие судски процеси се неправедни, а од друга страна албанците веруваат дека тие луѓе што се таму во Хаг се треба да им се суди. Да можам бар да се разбудам, посвет на љубовта, без стари долгови и тие се ништа, во чекор што ме демеја. Да можам бар да те прегрнам, да не се сеќавам на студој есенски оние патила, што токму нас наследеја. А мојов живот игри без граници, уморна приказна, скинати страни
Тоше Проевски за мене е најголемиот пејач кој што се родил и работел во Македонија. Едноставно тоа што тој успеа да го направи, растури некои догми, некои поделености, значи целото подручје на бивша Југославија која што беше у војни и така натаму, он успеа да го обедини на своите концерти. Без проблем полнеше сали и во Сараево, и во Загреб, и во Љубљана, и во Белград, а нормално највеќе во Македонија. Знаеш, кога ќе се свртиш наназад, кога ќе погледнеш баш со него, и самиот тој ги броеше колку имаме снимено до сега, такво беше брзо темпото. Многу се снимаше, се работеше нон-стоп, да мислам дека баш на една проба правевме муавет во пауза, дека некаде преку 120-30 песни, можеби повеќе има снимено тоше. Верувал или не? Со оној, значи од својот почеток прв, па се до оној албумот што го направи на преработка на македонски песни. Со и сите 2-3 албума што беа пред балканската кариера. Така да можеби преку 130 песни, верувал или не? Така да неговата музичка кариера идеше неверојатно како на филм. Мислам дека ги собра сите награди во Македонија што имаше на сите наши настани фестивали. Па потоа ќе слушневме, ова е на самиот почеток. Допрва се запознававме, допрва почувавме да ги учиме песните и ќе отиде Тоше, ќе учествува со песна, не знам, во Црна Гора на некој фестивал. Ова се од прво место, ние се веќе, супер, не се верува, знаеш, сите разни, браво, честитаме. Се до тоа, отишол во Босна, пак прво место. И после отишол во Хрватска, не знам, исто добил прво место, не знам кој фестивал, не знам каде. Веќе она после 10 престанавме да ги броиме. Оно што останува да се запамти, што сите го знаеме, ама вреди да биде кажено уште еднаш, и беше неговата хумана страна, за која ние дознавме многу подоцна. Значи, откако заврши се, тоа почна да испливуваат тие информации да доаѓаат до нас, каде и што се Тоше помогнал, каде што се направил, ама ширум Балканот, не само во Македонија. На крајот на криштата, гледајте, толку позитивна енергија имаше од неговото лице, што кога ќе се насмееше со тие очите негови убави, на луѓето, на децата им правеше, значи, спектакл едноставно. Така да ги им даваше позитивна енергија, што многу често луѓето го занемаруваат како најбитно нешто што треба на децата им се даде. Но и не само тоа, него и тие концерти кои што ги имавме по Југославија, кај што беше хуманитарец и према другите нации, значи не само према својата. Да те замени. Вака мислам што ја одбележа најмногу таа година беше концертот на градски стадион, кој мислам дека беше трет што го направивме, но и најмногу броен, како се кажа, мислам дека ги срушивме рекордите до тогаш за на домашен изведувач, па тури и за било кој, мислам, на градскиот стадион. Тоа некако нормално си доаѓаше. Ние не гледавме тоа дека сега се случува звездава. Едноставно се случуваше. Ние патувавме од концерт до концерт, се гледавме со него од град во град, се слушавме на телефон, се договаравме и едноставно тоа стана некако таму, дојде таму како што дојде 40.000 луѓе пред нас, 25.000 колку беа во арена, 30, стадионот. Неверојатни бројки, мислам, денеска незамисливи. Мислам дека истата година имавме и концертот во Белградска арена, исто некој македонски изведувач го немаше, тоа што снима. Успеавме да ја наполниме со Тоше. 16 октомври. Загина нашиот пејач Тоше Проевски во трагична сообраќајна несреќа на автопатот Загреб-Липовац, кај местото Нова Градишка во Република Хрватска. Како е загубата? Како и каква што е и загубата за било која нација која што ќе изгуби свој голем човек. Значи, почнувајќи од фамилијата на Тоше и градот Крушево. Ја бев запрепастен колку Тоше мене ми значи. Подоцна сватив дека во Тоше ние гледавме многу работи. Гледавме како еден момак
со кој многу лесно можеме да се идентификуваме. Наш македонец кој од нула почна и стана некој нешто. Стана почитуван. Не стана пребогат човек. Никој не му се восхитуваше на богатството или неговиот, он не беше Елвис Пресли, но беше Елвис Пресли во гласот, беше во духот, беше во оно што го правеше. Он уживаше во тоа што го прави. Тоа просто пленеше. Тоа просто пленеше луѓе. Мајки плачеа затоа што тоа беше најпосакуваниот зет во секоја куќа. Тоа е детето кое сакаше секој да го има дома. Тоа беше една прекрасна фигура со која сите ние можевме да се идентификуваме. Еј, тоа ше успеа, стварно е вореден. Ама тоа ше успеа, дај ние да успееме. А за нас, знаеш, значи, како и приватно како да сме изгубиле другарче, знаеш, инаку во поглед на кариерата не можеш да го споредиш со ништо. Може би, најверојатно, јас сум убеден дека ќе имаш и европска кариера, ако не и светска, веќе до сега. Така да, ништо што е на Балканот не би можело да се спореди со таков еден развој на настаните. За Македонија, што да кажам, мислам дека сите заедно, целава естрада, наши изведувачи да се собереме заедно, нема да можеме да наполниме стадион, што Тоше го правеше сам и го направи неколку пати, значи. Dajte mi silno. Svetut moj, minus tebe po него. Според наодите на сообраќајниот вештак Дарко Конјевиќ, причина за сообраќајната несреќа е недоволното растојание меѓу возилата и преголемата брзина која во време на несреќата изнесувала 171 км на час или за 41 км повеќе од дозволената на автопатот. Камионот во кој се удри Туарегот се движел со 85 км, што е нешто повеќе од дозволената за товарни возила, зашто возачот платил казна на самото место. Според вештакот, Туарегот прво удрил во браникот на камионот, а потоа се подвлекол под него и удрил во левата гума, а покривот на Туарегот удрил во сандакот под камионот. Токму тој бил комниот момент кога Тоше со глава удрил во предниот дел на покривот на автомобилот и загинал на самото место. Со вештачењето било утврдено дека и возачот и совозачот биле врзани со сигурносните појаси, но дури ни во првиот сигурносен степен, 3 фронтални и 4 бочни сензори не ги активирале воздушните перничиња. Зашто нису активирани сигурности сустави у особном автомобилу? Зошто не се отвориле сигурносните системи на патничкото возило што би ги активирале воздушните перничиња, тоа не можам да ви го кажам. За жал, мојот дел од постапката го завршив и списите му ги отстапив на надлежниот суд во Славонски Брод, кој пак ги препратил до државното обвинителство. Проследи Жупаниском државном одветништву.